нещо да го направи или пак не. Другото ли като е во наша власт? Јако вели, избегете од дјаволот, блокирајте го, спротивставете му се и он ќе побегне од вас. А доближите се до Бога, Бог ќе се доближи. Значи нема никој друг виновник за се оно што сум, освен самиот себе си. Сусутро стои пасторот е виновник, комшијата ми е виновник, братот е виновник. Слава му на Господа. Јас сакам да ви дадам поздрави од Солун. Мината недела, како што знаете, бевме во Солун и имавме искуство да го искусиме солунското гостопримство, како што кажува апостолот Павле на солуњаните. Така да фала му на Господа, на вистина. Јас бев многу запрепастен од едно нешто. А тоа беше служењето на младите луѓе. Буквално од таа возраст сите млади луѓе беа тие кои што беа одговорни за се. За се. Почнувајќи долека, црквата се наоѓа на 5 спрат на една голема зграда. Имат веројатно нешто поголем простор како ние што имаме. И се разбира, долека има лифтови, долека не пречекат двајца прекрасни дечки, не качат, бидат сигурни дека навистина доволно луѓе се качат, да не се заглаве лифто, ни кажат кај треба да се симнеме, најпополно ни се насмејат и претходно првиот ден надвор стоеја да видиме точно дали ќе стигнеме, и ако некој од нас беше залутан го вика тука, ела. И така да, откако се качаме во лифтот, горе кај не пречекаат други две девојчиња прекрасни, они не го ведат во просторијата, таму што да влеземе во просторијата не пречекаат други млади дечки и се разбива првото нешто не прашаат што ќе се напиете, кафе или чај или некоја сладкичка, обовезно некој беше направил нешто. И ностоп имаше благи работи, но највеќе од се што ми свиеше тој дух на младите луѓе на служење. За времето на ручекот или вечерата кој што беше, исто ги гледаш на сите страни како неуморно се движат како пчелки помеѓу сите текоди, по кој знае колку пати се вратат само на една маса, ние бевме бајги луѓе, се вратат на една маса да прашат што ви треба друго, може ли вода да го дам, водички сакате ли, сокче сакате ли, нешто повеќе. Буквално бев воодушевен од тие млади дечки и така да Господ нека ги благослови и ја би сакал да го видам тоа и тука. Амин. Покрај убавите нешта, дефинитивно во воздухот се чувствуваше влијанието на политиката. И така да беше шкаклива темата како ќе не викат. И сега како ќе се наречете вие? А вие од кај доаѓате? И Бугарија? Не лажеш, Но, фала му на Господа, имавме вториот ден во саботата. Драган така направил, јас да кажам нешто. И имав некаде околу 10 минути да споделам нешто. И се разбира го споделив оно што е во моето срце за молитвата и исцелението на Балканот. Бог навистина ми даде едно добро водство, неговиот Дух Свети, да зборувам на таа тема, што на крајот видов, додека завршував, во многу очи имаше солзи. И кога завршив со говорот и со молитвата, после тоа се приближија неколку млади дечки, конкретно двајца. Едниот веројатно на возраст околу 19 години, Јасин се вика, а другиот, го заборавив името, ама сигурно беше на по-возраст, некаде околу 30 години. И едниот и другиот исповеда со солзи во очите: Господ не пресведочи да веќе не гледаме на вашата земја така како што гледавме до сега. Разбравме дека сме биле манипулирани од дјаволот, разбравме дека сме биле тровени од него, да имаме таква горчина према вашата земја. Сега ветувам дека ќе сосема другојаче ќе гледаме и ќе се молиме едни за други.
По некое време дојде една друга сестра и она го кажа, истото вика, јас го вика буквално запишував секој ден збор што го кажувавте и Бог не пресведочи, јас сум вика молитвен координатор за нашата црква во Атина и Бог не пресведочи да ги прошириме нашите видици, да не се молиме само за нашата земја, само за нашиот народ, туку да почнеме да се молиме и за другите балкански земји. И така да верувам дека беше многу благословено се до тоа на крајот, буквално кога завршуваше целиот семинар, последниот момент, некој од вас ќе се сетите на брат Апостолос, кој што беше тука, тај покелави од мене што е, свиреше на гитара, ако се сеќавате, со пастор Мемос беа кога беа тука, пролетен. И оно што е интересно за него, он кажа вика, јас скоро никогаш да не сум имал вакво видение. И видението кое што го имаше за времето на крајот на службата беше ова. Вика, го гледам и ја гледам земјата. Гледам како од Божја перспектива, како Бог ќе гледа земјата. И вика, посебен фокус имаше во ова време на Балканот. Една огромна бела светлина се спушташе на Балканот. И колку повеќе го гледав дека го гледам Балканот без граници. Нема граници. И не се гледа на другите зборови, но буквално беше пораката дека Бог работи нешто посебно на Балканот. Така да верувам дека се оно што го Господ поттикна преку оваа заедница ќе продолжи, ќе го зафати како еден пламен низ целиот Балкан. Конкретно верувам дека посебно нешто Бог што ќе работи во овој момент е исцелењето на национализмот и внатре во Грција. Помеѓу црквите најпрво. Затоа што ако црквите бидат исцелени, нема проблем што друго да биде исцелено натаму. Амин. Добро сте се. Слушаме дека мината недела сте имале прекрасно време. Фаламе на Господа, фаламе на Бога и за славењето, фаламе на Вајин на Стојче за службата и верувам дека Господ ќе го продолжи натаму тоа што го е започнал во нас. Бог никогаш не остава нешто на половина. И благодараме на Бога што не е како нас. Ние многу пати започнеме добро, ама на крајот завршиме или на половина пат, или никаде. Ова утро би сакал да зборувам нешто што бев и јас инспириран за времето дека бевме во Солун. Имавме еден брат од Индија, кој што беше главен говорник. И така да, тој е пастор на 700 пастори. Индија како Индија, некои делови веројатно се многу побогати од нас, ама скоро 98% од Индија во голема мера е многу посиромашна од нас. Индија како Индија дефинитивно е многу потемна, многу пострашна гледано, с тоа што 1,2 милиарди луѓе колку што ги има индијци, имат над 2 милиарди богови. Може да мислиш, кој е тоа духовна опресија, кој е тоа духовен притисок да живееш во една таква земја. Но сепак, покрај се, многу пати ја сум милената моја тема за која што зборувам, нема превише тврда земја. Има само превише меки христијани. Така да Господ покрај се прави чудеса, се основиват нови цркви, испраќаат мисионери во многу дури исламски земји каде што животот е тема на ризик и многу мина и се гинуваат, но они упорно продолжуваат да тренираат, да создаваат ученици и да ги испраќаат како мисионери во другите места каде што нема цркви, а и дури во други земји каде што да кажеме по голема мера е опасно по животот. Така да пастор Дейвид, така се викаше пасторот, тој зборуваше на оваа тема, мене ме потикна, фатив некои белешки и верувам дека е еден продолжеток на она што пред некој време зборувавме за Илија. Сеќавате, нели имавме на серија на неколку проповеди за него и за преминот дека Господ му кажува да изврши 3 работи кога завршува со неговата служба. Едното беше првото, вика, отиди помазе го Азаил за цар на Сирија, отиди помазе го Јуј за цар на
на Јудеја. И третото, отиди и помазе го Елисеј за пророк наместо тебе. Буквално, дури денеска дозна дека Илија исполнува само едно од овие задолженија кои што Господ му ги дал. Веројатно ќе ни биде на друга тема некој пат последиците од неисполнувањето на овие задолженија кои што Господ му ги дал, какви се биле врз животот на Илија. Да, ми треба еден волонтер кој што ќе биде со дечките. Катја остана со Јована, оти не е добро. Ајде, Наталија. Благодарам. Какви се последиците, веројатно ќе ни биде нека следна прилика кај што ќе зборуваме заради непослушноста на Елисеј да го исполни заради непослушноста на Илија да го исполни она што Бог му го дал како задолжение. Но воедно е успел и тоа го многу добро направил со тоа што го е нашол Елисеј и го е повикал да биде пророк место него. Покушав да отприлика детерминирам или одредам колку време е траело овој премин помеѓу едниот пророк и другиот пророк, од моментот кога Бог го повикува Елисеј со тоа што Илија отиде и го прегрна неговата наметка му остави, па до моментот кога Илија се вознесува во огнените кочи горе-долу. Читав некои коментари во врска со тоа, не знам како се стигнале, пошто Библијата не зборува конкретно за тоа нешто, дека е траело некаде околу 10 години овој премин. Едниот пророк да го замени другиот пророк. За овие 10 години не пишува многу што и како е бил животот помеѓу овие 20 пророци. Не пишува ни што се поминувале, ни како се поминувале, освен некои си последниот момент кога Елисеј е заедно со Илија, не сека да го остави и кога ги опишува на моментите кога Илија бива земан од огнените кочи и бива вознесен на небото. Но во 4-та книга Царства, 3-то поглавие, во 11-тиот стих, многу добро, мислам дека е сумаризирани овој период, овој 10 годишен период е многу добро представен само со една реченица. Значи, 4-та книга Царства, 3-то поглавие, 11-тиот стих. Ова е царот Јехосафат. Тој отиде кај царот началниот царот на Јудеја, отиде кај Јорам синот на Ахав, царот на Израел. Тоа што знаете, Израел бил поделен тогаш на две царства, на Израел и на Јудеја. Јосафат е бил цар на јужниот дел на Јудеја и се имале во одредени периоди, по поголеми дел од историјата се имале добри односи овие две царства. Така се случувало да понекогаш едниот цар отиде на помош на другиот или отиде на гости на другиот. И ова е еден таков момент каде што јужниот цар Јосафат заминува на гости кај Јорам, северниот цар. И додека се наоѓаат во нивната палата, имате разговор, една дискусија. Во 11 стих вели вака: Јосафат му рече: нема ли тука пророк Господов, па преку него да го прашаме Господа? Одговори еден од слугите на израелскиот цар и рече: тука е Елисеј, Сафатовиот син, кој поливаше вода на Илијевите раце. Ќе го прочитам. Тука е Елисеј, Сафатовиот син, кој поливаше вода на Илијевите раце. Дискусијата претходно, зашто овој царот Јосафат побарува да најде пророк друг, е за тоа што во голема мера пророците кои се биле во северниот дел на Израел, ама не се биле баш пророци, туку се биле луѓе кои си кажувале приказките или што сметеле дека тие мисла дека Господ кажува, а во суштина не е бил Божиот збор. И затоа Јосафат
бара да најде вистински пророк, кој што ќе им каже, тие всушност се договарат дали да отидат да се борат против едно друго царство и дали е тоа Божјата волја. Затоа и како е многу важно кога одиш во тоа време било важно за Израел, кога одиш во војна да видиш дали е Божјата волја или не е Божјата волја. И затоа Јосефот бара да слушне од вистинскиот Божји пророк. И некој од слугите на царот го опишува каков е Елисеј. Го опишува некако, не знам нешто, ова е најсилниот пророк, ова е најголемиот пророк, ова е најзначајната личност во Израел во ова време, ова е најголемиот човек кој што може да постои. Многу често се случува да за некои си луѓе, да кажеме, рекламите се многу бомбасти, многу чудни, многу интересни, кои што по секоја една цена покушаваат да го подигнат рейтингот на таа личност, со тоа што ќе кажуваат најбомбасти изјави за нејзин. Ќе кажуваат колку дипломи има, колку степени научни има, или каде се не е бил, колку многу книги не е напишал, колку голем експерт на тоа поле. Но единственото нешто, единствениот опис кој што е даден за Елисеј е ова. И веројатно ги буквално собира на собир сите овие 10 години, опишувајќи што е тоа што Елисеј е работил додека бил со Илија. Ги опишува со една многу едноставна реченица. Тука е Елисеј, Сафатовиот син кој полеваше вода на Илиевите раце. Една единствена реченица, единствена дефиниција. Овој човек беше слуга. Израсна да биде буквално многу поголем пророк од самиот Илија. Илија беше направил 8 чудеса и го молеше Бога да му даде буквално, го молеше Илија да му даде двојна порција од Духот Свети и се случи да буквално го добие тоа, така да Елисеј беше направил 16 чуда, или Господ преко него ги направи. Но како овој човек и што е тоа, како беше стигнал до позицијата да биде таков еден пророк, толку силен и моќен, буквално исто што и тој ќе кажеше се случуваше во Израел, што и да стапне, кај да стапнеше, имаше силен благослов и на неговиот збор или ќе паднеше оган од небото или нешто друго ќе се случеше. Многу луѓе во денешно време имаат големи амбиции. Како во светот на атеизмот или во секуларниот свет, не исто така и во светот на христијанството. Многу луѓе започнуваат со еден фантастичен голем сон, кој што пак ќе кажам, апсолутно не е проблем да имаш голем сон, да сакаш да бидеш нешто големо. Но е многу важно и битно оно што се нарекува подготовка додека стигнеш до тоа место. Многу е важно и битно да разбереме дека за оно што сме повикани, конкретно зборувам за христијаните, за оно што сме повикани, и верувам дека апсолутно сум убеден во тоа и многу често го кажувам дека ние да у нас не е избирал дали сакаме да се родиме, кај да се родиме, на кога веќе сме родени со една цел. Бог има план за нашиот живот и Бог сака дефинитивно секој од нас да ga исполни целта на своето постоење. И верувам дека во животот на секој од нас Бог со текот на времето става едно бреме за кое што не повикува кон тоа нешто. Но секој еден од нас има еден многу важен период, периодот кој се нарекува подготовка. Овој период кој што многу ми не сакаме да го избегнеме.
Ова е период кој што многу мина, сакаме да го надминеме и да него, ако е можно по било кој начин да го намалиме. Сигурно ќе се сеќавате на една проповед кој што зборувавме за Мојсей, колку многу период му требаше на Бог за да го подготвува, за да биде тоа што требаше да биде. 40 години. Буквално 80 години од животот на Мојсей беа подготовка за други 40 години служба. Животот на Исус 30 години беше подготовка за служба од 3,5 години. 92% од неговиот живот беа подготовка за овие само 8% за оно што требаше да го постигне. Исус кажуваше: "Јас сум роден за оваа цел." Таа цел беше, се разбира, да го проповеда Евангелието. Целта беше да ги стерува демоните. Целта беше највеќе од се да заврши на Голготскиот крест, да плати цената за човекот и да победи силата на темнината преку воскресението. Затоа и те како многу важна беше ова добра подготовка. Без добрата подготовка нема добар ефект. Без добрата подготовка нема краен резултат, добар краен резултат. Затоа што попат некаде ќе се изгубиме или ќе сгрешиме или ќе се треснеме од земја или ќе го дигнеме носот, ќе се возгордееме или ќе направиме некоја си друга глупост. И заради тоа за Бог и така е важна и битна подготовката. Така да овој пророк Елисеј не случајно верувам дека е дефиниран за овие 10 години на служба кај Илија само со ова реченица. Елисеј поливаше вода на раците на Илија. Тоа е се. Ништо не е кажано за него. Колку е бил, не знам шо и вака и онака, но буквално е бил човек кој што е разбрал повикот врз неговиот живот и разбрал е дека е време да се подготвува. Верувам дека сте го слушнале многу пати овој израз. Ја не одам на црква заради Венцо. Или ја не одам на црква заради овој. Ја не одам на црква, јас му служам на Бога, јас го сакам Бога. Самиот Господ Исус Христос кажува: не е можно да кажеш го сакам Бога, кој што не го гледаш, а да не го сакаш твојот брат, кој што го гледаш. Не е можно да кажеш ја му служам на Бога, кој што не го гледаш, а да не сакаш да служиш на твојот брат. Не е можно. Звучи можеби многу духовна таква видна реченица, но не е библиска. Нема библиската основа. Затоа не може никој да каже дека те спречува да му служиш на Бога. Единствениот некој кој што се те спречува да му служиш на Бога си самиот ти, заради тоа што не сакаш да бидеш понизен и покорен, да го поминеш времето на подготовката. Ова време на подготовка Исус го нарекува: бидите верни во малите нешта. Овие мали нешта се толку навидом изгледат во овој момент беззначајни. Не случајно. Петата Божја заповед започнува со ова: почитувај мајка си и татко си, ако сакаш да имаш долг и благословен живот на земјата. Ова звучи во времето во кое што живееме апсолутно абсурдно. Ова звучи во времето во кое што живееме потполно немодерно. Дечки, ќе ми простите сега. Вие многу повеќе знаете компјутери, вие многу повеќе знаете што ли не, и затоа ние постарите луѓе изгледаме како глупаци успоредно со вас. Застарени, со стари сваќања, заостанати. Вау! Кој си бе ти да ми кажеш нешто? Што ти разбираш? Ти не знаеш ништо. Што мислите, Господ грешка е направил кога е ставил таа заповед таму да стои? Никогаш и тогаш е било истото. Секогаш
таа јас од едно 30 години ќе постои помеѓу постариот и помладиот, помеѓу синот и таткото, помеѓу мајката и ќерката. Секогаш ќе стои. И ако не знаеме да искористиме, запамтите, овие години ви се години на подготовка. Овие години ви се години каде што учиш мачкото учи да постане татко еден ден. Овие години ви се години каде што ќерката се учи да постане мајка еден ден. Овие години се важни и битни. Немој да ги прескокнете. Знам дека се досадни можеби наредбите кои ќе ги слушате. Знам дека се досадни можеби советите кои што ќе ги слушате. Вау, аман, има многу поважно и многу побитно нешто за сега отколку тоа да го правам, што ти ми викаш. Но овие се подготовки за животот. Не ли ги слушавте тие подготовки? Не ли ги почитувавте тие подготовки? Може да бидат натаму животот да има катастрофални последици. Така и од духовниот смисол. И од духовниот смисол служењето, почетокот, верноста во малите нешта и како е многу битна. Илија, се по се, според оно што е дадено, многу дадено е пишено за него. Најмногу од старозаветните пророци е пишено за него. Не беше ни малку лесна личност да се живее со него. Беше чуден човек. Беше облечен, веројатно онака како што е опишен и Јован дека е бил облечен. Јаделе специфична храна, што ќе му е донесело. Буквално што ќе му е дало, Бог ќе му е дало го јада. Немале место и кров каде да спие. Во еден момент е бил тука, Духот Свети го е зимал, па го е транспортирал на некој си друго место. Посе изгледа дека е бил тежок карактер да се биде со него. Знам дека многу пати и јас кога сум бил на таа возраст, кога требало да учам, некои работи кои што ми ги кажувале мојот пастор и неговата сопруга се изгледале за мене абсурдни. Ама зашо ме тера сега да го правам ова? Секогаш си ја преголтував плумката и го правев тоа што ми го кажува. Подготовката е апсолутно важна. Бог го испреќа два пати, така да кажам, повикот во твојот живот. Првиот пат Ели си го доби повикот додека ореше на нивата на неговиот татко. Имаше други 11 дзевгари или пара волови, а тој ореше со 12. Беше човек кој што веројатно беше многу богат. Имаше веројатно многу земји. Беше човек кој што иако беше богат, сепак беше работник. Најчесто едно нешто кое што го расипува општеството е кога едно семејство има, кога богатство има богатство. Најчесто се случува да децата се викаат: "Да бе, јас ќе работам, имам пари, татко ми има кој знае колку многу пари има, јас сега ќе работам. Како да не, ќе уживам, ќе си шетам кај што сакам." Најчесто тоа донесува катастрофата на семејството. Но овој млад човек, не знам колку години е бил Елиси, беше таму на нивата заедно со другите работници и ореше. Немој заборавајте, многу пати го спомнувам тоа нешто. Нема беззначаен момент од нашиот живот. Нема беззначаено време од нашиот живот. Бог го гледа овој момент кој што го живеете сега. Многу мина очекуваат и викаат: еден ден кога јас ќе бидам нешто, тогаш ќе видиш јас што ќе бидам. Ако не научиш уште сега да бидеш верен во малите нешта,
во послушноста можеби на родителот, во послушноста на Словото Господово, во послушноста на тоа кога пасторот ти го дава советот што да правиш и како да правиш. Немој да очекуваш дека еден ден ќе бидеш нешто. Можеш да бидеш само катастрофа, да си гунештиш животот. Многу е страшно да бидеш нешто без подготовка. Многу е страшно. Затоа што ниеден од нас не е имун на гордоста, затоа што ниеден од нас не е имун на искушението од овој свет, затоа што ниеден од нас буквално не е заштитен од тај степен да никогаш не може да погрешиме. Затоа подготовката и како е важна и битна. Понизноста е важен, клучен елемент во развојот на секој ден човек. Без таа понизност, без спремноста, кој ти ударат по ушите да претраеш и да кажеш да, така ќе биде. Нема напредок. Ти си мислиш дека ќе напредуваш. Ти си мислиш дека си нешто, но со суштина едно големо, страшно ништо. Во посланието до Галатјаните баш и тоа Павле го зборува. Вие се сметате дека сте нешто, а во суштина сте ништо. Зошто? Затоа што овој период на подготовка никој не го сака. Сигурно се сеќавате, сум го зборувал тоа, кога стигнав во библиската школа во Англија. Се надам дека секој во една библиска школа кој што е бил такво, ќе може да го потврди истото нешто. До првата недела кога стигнав таму, јас отидов, да станам богослов, да научам знаење, да знам како да проповедам, да знам како да изборувам на луѓето. Првата недела морав да научам како да чистам WC шолјата, како да ја чистам канализацијата. И воли е дел од тоа да бидеш пастор? И воли спаѓа од дел да бидеш богослов? Ма чекај, некако сме ги побркале работиве. Јас не дојдов за ова тука нешто. И сеќавам дека првиот ден кога требаше да чистам WC шолјата, ја чистев. Никогаш во животот не бе фатил да чистам WC шолја. Тоа не го прават машките во Македонија. Тоа го прават само жените и бабите треба да го прават. Не младите дечки да го прават тоа. Или младите девојчиња. Тоа не го прават тоа. Знам дека никако ја бев изчистил, само гледав што побрегот излезам од таму. И после дорчекот ми дојде еден од постарите студенти и ми кажа, он беше од Франција. Изборуваше Жан Марк. Вика, Венцо, ти си бил да чистиш шолјата? Викам, да. И ја чистеше? Да. Ама не си изчистил? Молам, како бе не съм изчистил, да чистив? Вика, ајде отидите, молам, изчисти ја убаво, за да не дојде Мишел да те виде, оно што ни беше надгледникот наш. И тргнав да одам натаму. И се викам, јас за тоа ли дојдов тука? Да чистам WC шолја? И на крајот дека оде до таму, верувам дека Духот Свети ми шепна нешто. Венцо, зошто си тука? И јас одговорив на прашањето. Да бидам проповедник, да бидам пастор. Што значи тоа? Слуга? Добро. И започнал таму. Верноста во малите нешта. Ако во светот во кој што живееме не се виде понизноста, ако не се виде овој чин на служење, се и џабе. Млади и стари, посебно млади, се надам дека ме слушате. Се надевам дека ме слушате. Надевате се нешто да видите во животот. Нема да заборавате послушноста дома,
на мама и на тато, одговорностите кои што ги имате. Времето кое што го живеете сега, главното време, најважното време не е спањето и компјутерот и телевизијата. То не е најважното време. Времето кое што живеете да бидете послушни. Почитувај мајка си и татко си. Запамтите го така. Како ќе го почитуваш, ако не си послушен на зборот? Во црквата важи за сите ова. Сакате ли го Господ? Да. Да видам кој го сака така. Сигурно го сакате? Чекай да прашам. Сигурно сте во тоа што го рекав? Што ти? Да. Сакате го Господ? Порно да бидеме искрени. Рековме дека сакањето на Господа не значи само сакам те Боже. Во Јован 14 поглавје 15 стих Исус вели вака: ако ме сакате, почитувајте ги моите заповеди. Тогаш што ме е пријател. Тогаш ќе правите чудеса и поголеми од мене. Ако ме сакате, почитувајте ги моите заповеди. Што беа неговите заповеди? Люби го ближниот свој, како самиот себе си. Втората или првата, како сака да кажете, люби го Бога со сето свое срце, со сите своји сили, со сиот свој разум, со сиот свој ум. Люби го. И еднаква на неизе люби го ближниот како самиот себе си. Без ова нешто има само лага. Има само лага. Без послушноста, па ќе кажам, и према пасторот, Бог е поставил на секоја една заедница е поставил еден душебрижник, еден пастир. И апостолот Павле кажува: внимавајте тие кои што се надледници на вас, да не го прават тоа со воздишка. Внимавајте да не го прават тоа со воздишка. Внимавајте да не ве влечат како и натливо магар. Внимавајте нон-стоп да се учиме, а да не се научуваме. Слушноста е важен елемент. Може би има многу нешто за кое да кажам на ово место. Може би еве да почнеме од тоа првото што викаме. Доваѓаме да го прославиме Господа, доваѓаме да се охрабриме, доваѓаме да му кажеме дека го сакаме. Може би најпрвото ќе може да го направите со тоа што ќе стигнете барем 15 минути порано. Јас викам, ајде повеќе од 15 минути да дојдете порано. Не мора да биде 10 или 10:05 тогаш да влегувате низ просторија, тука низ вратите. Сакате ли го Господ? Да или не? Да. Ако го сакате, таму каде што одат неговите луѓе во тоалетната, понудите се на Господ да отидете да избришете. Ако го сакате, дојдете на Господ и чистите напред пред влезот. Ако го сакате, барем еден ден во седмицата одвоите време за молитва. Ако го сакате, најдете прилика на некој да му посведочите. Ако го сакате,
гледа да си биете благослов еден на друг. Не може. Никако не може да кажеме дека го сакаме Бога, а да не му служиме на Неговиот слуга. Исус ја одржа многу голема лекција на Неговите ученици. Додека одеа, знаете го многу добро тоа. Кога одеа, Исус што ли не му се вртеше во главата, како ќе го помине она што треба да го помине, а овие се расправа кој ќе биде поголемиот и позначајниот. Исус и даде една многу добра лекција. Тој што сака да биде најголем, треба да трпи највеќе, треба да не гунџа, треба да служи нон-стоп, треба да биде таков. Светот има други стандарди за големината, но Царството Божие е сосема поразлично од тоа. Оно што светот го гради, пропаѓа и се распаѓа. Но оно што Бог го гради, останува вечно. Затоа неговиот принцип е многу поразличен од градењето. Неговиот принцип е подлабоко, посигурно, поскршено, поздробено. Што поздробено, што подисциплинирано, тоа ќе трае подолго. Бог е заинтересиран не вашиот живот да пропадне и да биде уништен. Бог е заинтересиран да истрчиме трката, да извојуваме добрата битка, да ја запазиме верата. И тоа што чека венецот на славата. Тука на оваа земја, знам дека многу мина од нас ќе бараме да ги добиеме аплаузите и кога нема да ги добиеме аплаузите ќе бидеме разочарани. Но ако тука ги добиваме, не знам дорека дали ќе ни остане еден аплауз. А најчесто ние тука, затоа што не ги добиеме аплаузите, затоа што не го постигнеме она што ние сметаме да го постигнеме, ние се разочараме, дигнеме, огорчеме, почнеме да труеме помеѓу себе си. Зошто? Заради тоа што сите ми љубоморат, сите ми лицемерат. Во разговорите со сите вас, најчесто сум го слушал тоа. Запомнете ова, промоцијата доаѓа од Господа. Бог е тај што подигнува, Бог е тај што силува. И го гледа секој момент од вашиот живот. Нема момент од нашиот живот да не е беззначаен. Бог гледа што поминува и што се случува во нашите мисли. Бог знае се. Бог знае кога поминуваме низ тешки моменти, како реагираме, како гунџаме, како хулиме. Бог знае кога поминуваме низ радосните моменти, како поминуваме со нив. Бог е тај кој што избира и поставува. Илија ја префрли на метката, врзели се, го повика, а Ели се одговори само со едно нешто. Дозволи ми да отидам, само се поздравам со тато и мама и се враќам одма. Интересно оно што му го кажува, сакам да го прочитате тоа. Интересно оно што му кажува Илија. Оди, ти знаеш што ти направив. Знаеше дека ова е апсолутна привилегија да човекот Божи стапне до него, да му префрли на метката. Ова беше нешто кој што целиот Израел само беше ставено на него. Тој отиде, меѓувреме